Стопанската комора на трговци на големо и мало предупредува дека ограничените маржи на трговците ќе доведат до отпуштања и затворање на 86 трговски компании, што би ги погодило 790 продавници и 4700 вработени. Трговците тврдат дека растот на цените е резултат на поскапувањето на струјата, зголемените давачки и повисоките плати, што го прави ограничувањето на маржите неприфатливо. Тие предупредуваат дека со 10% од бруто маржата не можат да ги покријат оперативните трошоци. Во исто време, Агенцијата за храна и ветеринарство откри сериозни неправилности во трговијата, вклучувајќи нехигиенски услови и храна со поминат рок на употреба. Во периодот, Агенцијата за храна и ветеринарство изрекла казни од 82.000 евра и уништила 22,3 тони небезбедна храна. Според анкетата на Советот на странски инвеститори, 90% од инвеститорите сметаат дека правилата за државна помош не се јасни и нема подобрување во оваа област. Повеќе од 60% од странските инвеститори во 2024 година се соочиле со намален број на нарачки и недостаток на квалификувана работна сила. Главни препреки за бизнисите се недостатокот на работници, зголемените оперативни трошоци, бирократијата и правната несигурност. Инвеститорите, од кои 93% имале проблеми да најдат инженери и технички персонал, ја зголемиле платата на вработените во 2024 година. Тие предлагаат подобрување на образовните програми и олеснување на добивањето работни дозволи. Анкетата, спроведена од 24 ноември 2024 до 20 јануари 2025, вклучила инвеститори од големи земји и компаниите имаат вкупни инвестиции од 4 милиарди евра, од кои 270 милиони евра се вложени во 2024 година. Работниците на изградбата на автопатиштата работат по 12 часа дневно, во екстремни температури, а нивните плати се значително пониски од очекуваното. Според синдикатот, работодавачите Бехтел и ЕНКА им ги намалиле платите без согласност на работниците. Иако работат над 60 часа неделно, нивните плати се движат од 40 до 45.000 денари, што е далеку под нивната реална вредност. Синдикатот на градежништво алармира дека проблемот со недостигот на работна сила може да се реши само ако платите се зголемат. Многу работници заминале да работат во странство или во други, поплатени дејности, што дополнително ја влошува ситуацијата. Од страна на Советот на странски инвеститори, исто така, беше истакнат проблемот со недостигот на работна сила, при што се потврди дека странските инвеститори се соочуваат со слични потешкотии. Цените на природниот газ во Европската унија достигнаа највисоко ниво во последните 2 години, надминувајќи $620 за 1000 кубни метри на берзата. Ова зголемување е предизвикано од студеното време, намалените резерви на газ и загриженоста за потенцијалните царини од САД. За споредба, цената минатата година беше пониска, со просечна вредност од $386,5. Трошоците за живот во Европската унија и Западен Балкан растат, а платите не успеваат да го следат зголемувањето на цените, особено на храната. Според податоците на Евростат, цените на храната во Европската унија достигнаа 145,2 бодови во декември 2024 година, а во некои земји како Бугарија достигнуваат 174,4 бодови. Во исто време, се забележува зголемена инфлација во регионот, а во Хрватска инфлацијата достигна 5%. Бојкотите против високите цени на храната започнаа во Хрватска и се проширија низ земји како Босна и Херцеговина, Србија и Македонија, принудувајќи ги владите да донесат мерки како замрзнување на цени. Мексиканската председателка Клаудија Шајнбаум го повика Google да ја преиспита одлуката за преименување на Мексиканскиот залив во заливот на Америка за американските корисници, додавајќи дека Мексико може да поднесе граѓанска тужба против компанијата. Овој потек е поврзан со одлуката на администрацијата на Доналд Трамп, а Шајнбаум истакна дека името Мексиканскиот залив е меѓународно признато. Мексико сака Google да ја смени одлуката, а ако не го направи тоа, земјата ќе го разгледа судскиот пат. Западните туристички агенции објавија дека во Северна Кореја конечно се враќаат туристичките аранжмани и тоа по прв пат по затворањето на земјата за време на ковид пандемијата. Компанијата Koryo Tours објави дека нејзиниот персонал успешно преминал во Северна Кореја преку Кина, со надеж дека наскоро ќе започне повторното отворање на регионот Расон за туристи. Агенциите веќе започнаа со резервации за патувања во март и април. Туризмот во Северна Кореја беше ограничен поради пандемијата, а најголем дел од посетителите доаѓале од Кина и Запад. Председателот на САД, Доналд Трамп смета дека Русија треба да се врати во Г7, нагласувајќи дека протерувањето на Москва било грешка. Тој додаде дека Владимир Путин би сакал да се врати во групата, истакнувајќи дека не е важно дали Русија ја сакаат или не. Русија беше исклучена од Г8 во 2014 поради анексијата на Крим. Реакција од Канада, која оваа година председава со Г7, се уште нема.